денеска кашлаш, а? Чај не пиеш? Медот ти го купив и не го стои. Ајде, оди свари си чај. Наслушна мајка ти што ти рече? Стани и оди, ајде. Подоцна. Само да допеглам и одиме на лекар. На кој лекар? Важно ли е на кој лекар ќе одиме? Многу е важно. Да го си прашува детето. Тој треба да има матичен лекар. Треба, знам. Ама тоа не е проблем. Ке одиме, ке влеземе и ке... Мамичке, и ти и тати имате матични лекар. Ти она старата, искусната, а татенце, она младата со зелените очи. И јас сакам да си имам матичен лекар. Некој што мене ќе ми се допадне. Се оди тебе на лекар или не? Треба да се договориме детето на кој матичен лекар ќе го одведеме. Како какој? Па кај тој што е слободен. Ке влеземе, ке... Мамичке, знаеш ли ти што е тоа матичен лекар? Лекар како и сите други лекари. Затоа мене не ми се оди на лекар. Даре, бидејќи си многу умен и се правиш дека си умен, и јас и мајка ти ќе решиме кај кој матичен лекар ќе те одведеме. Јасно ти е? Вчера на оној чичкото што ни го поправаше фрижидерот, цело време му продаваше демократија. А сега Дарко баш не може сам да оди во амбулантата и да се избере матичен лекар. Ќе одам таму и сам ќе изберам матичен лекар. Каде ми е здравствената книжка? Па како се сили петлето. Браво. Сам ќе одел во амбулантата и сам ќе си изберел матичен лекар. Знаеш што? Ајде. Не туку ми кажувај приказ, не туку. Оди облечи се и одиме. Станувај. Ајде да се облечеме и да одиме. Ајде. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Емо книжката? Повелете. Благодарам. Што му е на детево? Ама детево нема матичен лекар. Па што сте чекале до сега? Па знаете, ние сега доаѓаме. Даре наше здраво дете, само сега почна да кашла. Сите од моето оделение кашлаат. Трчаме испотени и после наставничката ќе ги отвори прозорците. Да не ми ставате инекција. Седни. Зини. Имаш малечка упала на грлото. Што имам? Ништо страшно, малечка упала на грлото. Ајде, си одиме. Што? Си одиме. Даре, чекай, злато, чекай, врати се, Даре! Докторке, извинете вака. Ма ти што чекаш, оди врати во детето? Ајде, тоа. Сум видела секакви деца, ама ова, ве молам да си го воспитате синчето. Ние тука не сме должни да... Ве молам да напуштите ординацијата. Пријатно. Пријатно. Да? Добар ден. Добар ден. Седи тука, чекај. Донеси мртво. Јас претпоставувам дека младиот господин бара помош од мене. Да, кашла. Пушти ме. Многу деца кашлаат. Ништо не е опасно. Како се викаш? Дарко. Дарко. И нешто како да си исплашил. Не сум се исплашил. Татко ми ме фател за раката, ве видете. Колку ме стега, па ме боли. Пушти ме, бе. А зашто те фател за раката? Се плаши да не избегам. Каде да избегаш? Надвор. Значи прво треба го решиме овој проблем, а потоа... Готово. Проблемот е решен. Татко ми ја пушти раката. Добро. Да те прашам нешто. Дали сакаш јас да ти видам матичен лекар? Па... Сака, сигурно дека сака. Се извинувам. Јас прашањето му го поставив на Дарко. Дарко беше, нели? Да, Дарко. И? Па, подоцна ќе ви кажам. Значи прво треба да те прегледам, па потоа ќе одлучите дали јас или некој друг ќе ви виде. Јас ќе си одлучам.
Добро. Дојди тука. Седни. Крени мојчката. Диши. Така. Добро, не диши. Добро, сврти се. Добро, не диши. Добро. Готово. Ама да не ми ставате инекција. На плуќата немаш ништо. Плуќата ти е чиста. Што ми е чисто? Плуќата? Ајде да си одиме, тата. Сиди тука, да не си мој така. Добро, пушти ме. Знаете, треба нешто да расчистиме со нашата сенче. Овде? Ама ве молам, ова не е сала за состаноци. Надвор чекаат пациенти. Уште малку е време за пауза. Знаете, ги напаѓаме децата, но проблемот е во родителите. Проблемот не е во моите родители. Проблемот е јазичен. И што сега? Ништо, ајде, ќе си одиме. Ма дете ми ја книжката. Пријатно. Пријатно. Господе, проблемот бил јазичен. Ајде, кој е наред? Сестро, стави го кафето. Дупло! Ваков срам. Не. Ова дете ќе не умре. Ќе не ги упропасти нервите. Како да се појавам јас во амбулантата пак? Како? Цел народ ли се смееше? Ај сега она, од другиот дес. Леле кога ќе почна да кажува приказни, приказни. Како да ја гледам со таа незина насмевка? Како? Жено, па не се виновни луѓето што имаме вакво невоспитано дете, а Дарко, те молам уште еднаш убаво да ни објасниш. Ама што да ни објасни? Што? Наставничката им рекла да внимаваат како зборуваат во секојдневната комуникација. Да го чуваме и да го негуваме нашиот јазик. И лекарот и лекарката се зборуваат на прекрасен македонски јазик. Гоце, ти ги разбраш што зборуваат? Ги разбрав, луѓето многу убаво си зборуваа. Да не треба до секој лекар да клечи лектора? Тогаш нашиот господин ќе биде задоволен и ќе може сам да си одбере матичен лекар. Даре, знаеш ли ти како се чувствував во ординациите на тие честни и стручни луѓе? Знаеш како? Како парта. Не можам да те разбирам. Ова со јазикот, односот кон јазикот некако да го разбирам. Не. Ова е живување и живување. Жено, па мора да ја покажеме малку забина на наставничката и да свикаме еден убав родителски состанок. Ма, гледаш, сега му помени кашлицата. Човек од вас не може да дојде до збор, па камо ли да кашля. Дарко, никој не ти фатил загуша. Мојот однос кон јазикот е таков и не го менувам. Ама затоа ние ќе го смениме односот кон тебе. Добро. Смените го, само сакам нешто да те прашам, татенце. Може? Прашај ме. Повели. Дали јас имам малечка упала на грлото или... Што? Лекарката ми рече дека има малечка упала на грлото. Упала на грлото? Така ти рече? Да. Како смела. Ајде, нека помине упалата, кај чичкото лекар излезе дека јас имам плуќа. Тоа имаш ти? Плуќа. Ама плуќа за жал немам. Немаш плуќа? Леле, детево ни е без плуќа. Гоце, слушаш што зборува Дарко? Слушам и се ми е јасно. Како? Нема плуќа? Жено, Даре наш нема плуќа, ама затоа има бели дробови. И нема мала упала на грлото,
туку има мало воспалување на грлото. Па тате, заслужуваат ли тие да ми бидат матични лекари? Не заслужуваат. Мора да бараме друг. Да. А срамот? Нека се срамат оние што не знаат правилно да зборуваат. Мори, јас сум за на лекар. Кичмата ме боли цел месец. Многу смешно, многу. Добро дербетот ме боли цел месец. Ако те боли рбетот, јас сум подготвен за една добра масажа. Ајде, легнувај.